почитувани македонски суверени. Она што треба да остане во вашата, односно во меморијата на сите нас, од денешниот последен ден на изборната кампања за парламентарните и председателски избори 2024 година, е тоа што го говори оваа слика, како што велат една слика илјада зборови. На сликата сум јас, Ана Бобинкова Мијаковска, носител на изборната листа на Работничка партија под број 17 на гласачкото ливче за овие избори. Тука сум пред кордонот на полицијата во 2018 година пред клубот на пратениците во Скопје, кога внатре во клубот седеа на маса представниците на сегашните владеачка се уште и опозициона партија, кои што таму преговараа за промена на нашето име Република Македонија. Пред клубот на пратениците организиравме протест, кој што беше еден од тие протести на кои што ние, родолюбите, кои што овде пред собранието во кампусот на бранителите, редовно изразувавме нашите протестни барања, со барање да се почитува волјата на суверенот, кој што за жал останаа неиспочитувани и нереализирани во Македонското собрание и Македонската влада. После сите овие години чекајќи да се појави спасителот, јунакот што ќе ослободи Република Македонија, да се појават достојни представници на македонскиот народ во Македонското собрание, но за жал, немајќи такви, оваа година се одлучивме да одиме како независни пратеници пред кандидати за пратеници, за да можеме да учествуваме на изборите. Откако бевме обструирани и од медиумите, и најнапред од Државната изборна комисија, како и од другите политички опоненти на овие избори, се одлучивме и благодарение на еден благороден предлог на председателот на Работничката партија Горан Зафировски, да можеме да настапиме како цела независна листа во изборната единица 1 под Работничка партија. Тоа го прифативме со задоволство, со респект и взаемно почитување и соработка, и ја водевме оваа изборна кампања достоинствено, суверено и родолюбно, онака како што ни дозволува приликите, условите и нашите можности. Еве и денеска, овдека се снимаше една дебата од 4 представници, односно учесници на избори, 4 политички субјекти, организирана од ТВ24, на која што за жал во сите тие нивни емисии не најдоа место и немаа своје презентирање на своите програми останатите, односно другите политички учесници на овие избори, политички субјекти, значи до 17 да броиме уште колку биле незастапени. Јас лично го изразив тој револт и на уредникот и водителот на таа дебата, Младен Чадиковски, му го укажав тоа, дека тоа е необјективно, на што добив одговор, дека тоа се некои врз основа на некои истражувања и анкети, кои што си имале свој клуч, по кои што тие ги повикуваат учесниците на дебатите, на што кратко му реков, му одговорив дека тоа што тие не се објективни анкети, не се во прилог на интересите на македонскиот народ кој што се бори да се ја сочува државата од разнебитување и се што се прави во овој парламент од тие така наречени народни представници. Потоа дојде да снимиме една кратка изјава, меѓутоа тоа е сето недозволиво,
ги укажав во таа моја изјава, не знам дали ќе ја објават, дека оваа ситуација и оваа дискриминација и незастапеност, необјективност, непреставување на македонскиот народ, како на медиумите, така и во нашите државни институции, што го трпиме со години и со децении, го имаме како резултат и пред се на еден недемократски изборен законник. Зашто и препораките од надлежните институции и меѓународни организации, вклучително и ОПСЕ, се демократизира. Значи да се направат важни, суштествени промени, а не промени кои им одговараат на родачката партија, односно на политичките елити во Република Македонија. На крајот, од сето ова би можело да се изведе објективен заклучок, дека на овие парламентарни избори една од најдобрите опции за кои што треба македонскиот суверен да гласа за докажани, достоинствени и доследни родолюби е опцијата број 17 Работничка партија, независна листа на кандидати за младите, со носител на листа Ана Бобинкова Мијаковска во изборна единица 1, исто така за еден самопригорен борец, родолюб за човековите права на македонскиот народ и држава, тоа е господинот Љубе Петревски во изборна единица 5. Гласајте за младите, гласајте за Работничка партија, гласајте за број 17, за да ги имате остварено сите ваши заложби, барања и се разбира суверени права и слободи што ни се загарантирани според меѓународното право.